Недопирливи или со еден збор, членовите на судскиот совет не одговараат пред никого. Еднаш годишно имаат обврска како институција да испратат извештај за сработеното до собранието. Во пракса, документот е сублимат на бројки и статистика, за да се запази формалноста. По двегодишно следење на седниците на судскиот совет, Институтот за човекови права во финалниот извештај заклучи дека и транспарентноста и отчетноста се на ниво формалност. Изборот на председатели на судови и унапредувањето на судии се без прецизно образложение. Причините зошто некој не е избран, а исполнува услови, останаа мистерија. Во анализираниот период, дел од членовите само физички биле присутни на седниците, без да се јават за дискусија. Во двегодишниот мониторинг на Институтот за човекови права се најде и скандалот со делење предмети на рака во судовите. Малверзациите со АКМИ системот не се најдоа пред судскиот совет. Поради ова, Институтот бара да се утврди одговорност кај ова тело, кој упорно тврдеше дека нивните проверки на електронскиот систем во судовите не покажале злоупотреби. И сега прашањето е ако они правеле, а тврдат дека правеле контроли, ама не нашле ништо, а Комисијата на Министерството за правда нашла и извести дека се вршени масовни изигрувања на тој систем, тогаш нешто не е во ред со позицијата на судскиот совет. Како он може да ја оправда таа? Дали не можел да го заврши тоа, дали видел, па не е соопштено, ние не можеме да знаеме. Исто за вториот дел, околу прислушуваните разговори, наводи за притисоци, и кога доказите, односно кога прислушуваните материјали стана официјално докази, ни тогаш судскиот совет не се наврати да ги испита. Председателот на судскиот совет не се согласува во целост со забелешките на Институтот за човекови права. Отчетноста и транспарентноста можела да се подобрија, веќе воспоставили и пракса да ги образлагаат нивните одлуки. Изборот на председатели на судови, гласањето и ранг листата на кандидати биле на увид на јавноста. Злоупотребите на АКМИ системот се уште ги испитувале. Според мене е преурането да се зборува за одговорност на било кој, дали член на судски совет, дали председатели на судови, ако тргнеме од фактот дека одговорноста е крајниот резултат, односно последицата од нечие постапување или непостапување. Од извештајот, кој што го достави работната група формирана од Министерот за правда, конкретни параметри и показатели за нечија одговорност нема. Целта на двегодишниот мониторинг на Институтот за човекови права е дали судскиот совет сериозно ја извршува улогата за која постои, да ја обезбеди независноста на судството. Со последните измени во Законот за судски совет, Институтот препорачува дека неопходно е следење на практичните примени на суштинските измени.